Со задоволство ја најавуваме новата премиера на Народниот театар Војдан Чернодрински, представата Девојките на Марко, во режија на Синиша Ефтимов, која премиерно ќе биде изведена на 27 мај. Ова е втора премиера во рамките на годишната програма за работа од областта на драмската дејност, поддржана од страна на Министерството за култура и туризам. И посебно ни е драго затоа што по подолг период прилепската публика ќе има можност да проследи комедија во продукција на Народниот театар Војдан Чернодрински. Воедно ова ни е втора соработка со режисерот Синиша Ефтимов, со кој продолжуваме успешно да создаваме современи и квалитетни театарски проекти. Представата нуди современ пристап, динамика, многу хумор и преку препознатливи ситуации и живописни ликови отвара теми кои се блиски до секојневието на публиката. Искрена благодарност патувам до режисерот, до актерската екипа и до сите учесници во проектот, затоа што вложија голем труд, голема посветеност, професионалност при создавањето на оваа представа. Се надеваме дека Девојките на Марко ќе донесе убави театарски моменти, смеја и позитивна атмосфера за публиката. Па така со нетрпение очекуваме средбата со публиката на утрешниот ден на премиерата на Девојките на Марко. Ве очекуваме сите. Денес тука сме собрани со една цел, а тоа е втората премиера, како што каже директорката, на Народниот театар Војдан Чернодрински, Девојките на Марко. Представата е комедија. Режија на оваа представа е најдобриот режисер во Македонија кој што во овој момент го има оваа држава, а тоа е Синиша Ефтимов. Синиша, ти благодариме. Многу сме срекни што си наш гостин и што ни направи на многу оваа представа во која што навистина градот Прилеп, а и секако поширокиот пелагониски регион сигурно ќе ужива и сигурно ќе се смее. Представата е навистина многу модерна и многу модерен сценски израз и има многу позитивни моменти. Она што му треба моментално на град Прилеп, се надевам дека вие новинарите, како и градот Прилеп, ќе уживате во оваа позитивна представа, ќе ве оддели малку тоа сивило кој што го има обвиено овој град и се гледаат само темните и негативни страни. Затоа се надеваме дека ние како театар и како продукција во овие сат и 50 минути колку што трае представата, ќе ве насмееме и ќе ве однесеме во една многу убава, попријатна и попозитивна зона. Сакам да се благодарам војно и да ја представам екипата која што работеше на оваа представа, а тоа е Димитар Георгиевски, Наташа Ачански, Јасмина Мицовска-Станковска, Марија Спирковска-Илиевска, Илија Волчевски, како и морам да ја најавам нашата гостинка која што публиката ја гледа по втор пат, а тоа е Лора Штарго. Лора, добре дојди уште еднаш. Сценографијата, костимографијата и плакатот ги изработи Нина Ангеловска. Ве очекуваме 27 мај во 20 часот голема сала, Центар за култура Марко Цепенков, а репризата ни премиерата ни е на 27, а репризата ни е на 30 во сабота. Повелете и уживајте. Навистина е задоволство и чест да се работи со овие прекрасни актери и во една исклучително професионална атмосфера успеавме да ја креираме, можам слободно да кажеме, еден совршен поп-продукт или поточно кажано еден совршен летен хит за прилепската публика. Во отсуство на конкретни наслови кои што би можеле да ја задоволат прилепската публика, мислам дека заедно со раководството на театарот подбравме соодветен текст кој што верувам дека долго ќе живее на сцената на Прилепскиот театар, каде и тој да се наоѓа. Во една користам оваа прилика, живејќи тука во последниве месеци и половина, поминувам често покрај оваа пошта, огромно здание на Македонски пошта, предпоставувам, кое што седи така празно и можеби додека не се изгради некој нов театар, се обидувам цело време да заговарам со овие глумци овде и со Мики, едноставно да се обидат некако да ја запосебно таа зграда, која што мислам дека може да стане привремен дом на театарот наместо овој дом. Со сета должна почит на домот на култура Марко Цепенков, меѓутоа оваа сцена овде која што
супер е направена за еден сосема поинаков вид на забава од она што ние се обидуваме да го креираме во театар. Ако воопшто можам да зборувам за некакви негативни случаи кои што поврзани со овој град, е тоа што не креираме во вистинска театарска куќа. И ова го кажувам не од аспект на тоа што во моментов Прилеп нема театар, туку го кажувам од аспект на тоа што овие прекрасни актери овде навистина мачат со несоодветната акустика на оваа сала. А ние сакаме да креираме представа која што би полнела сала. Представата секако ќе ја полни салата и представата од наша страна е совршено креирана. Немам никакви забелешки на ниеден сегмент на продукцијата. Меѓутоа морам да апелирам да што побрзо се реши проблемот на овие прекрасни луѓе, затоа што окей, падна ова. Не знам сега колку можеби ве ставам сите во незгодно со ова тема, немам, али ја морам да го кажам она што го мислам во секој случај, да не навлагаме понатаму, сите се многу добро запознаени со проблемот и искрено се надам дека ќе се реши многу побрзо од оној првичен план за изградба на нов театар. Се разбира, тоа е совршено сценарио, меѓутоа во меѓувреме мора да се наоѓаат простори и најверојатно идејата е да се обиде да го направиме Прилеп град театар не само во оние 5 дена кога трае фестивалот во еден Чернолински, туку воопшто во отсуство на вистинска театарска сцена, покрај онаа прекрасна овде 105 каде што успеав да гледам некои представи и навистина можеме да кажеме дека таму се чувствува вистински театар. Она што ние со оваа представа ќе се обидеме да направиме е да ја адаптираме оваа сцена во која што сега работиме на она што ние би го нарекле театар. Со таа цел, ако не се лажам, успеавме да ја прекратиме салата, така фактички само половина ќе играме пред половина од капацитетот на салата, пред се ради слушноста на самата сала. Уште еднаш ќе заблагодарам на прекрасните зборови, ќе се заблагодарам на прекрасната професионална соработка со сите актери и воопшто целата техничка екипа на театарот, која што навистина се даде себе си да ни овозможи непречено да работиме во секој сегмент и воопшто и дури и во денови кога не требаше да работиме, нели? Ние секогаш сакаме да ги прекорачуваме работните времиња и да остануваме до доцна во ноќта за да ги креираме нашите сонови. Накратко само ќе кажам дека заедно со сите овие луѓе овде прекрасни успеавме да креираме би рекол една утопија, еден совршен универзум во кој што Прилеп е еден прекрасен современ модерен град со дури 2 аеродрома. И ова е представа во која што публиката ќе дојде и на 2 часа ќе заборави на секојдневието и ќе успееме да ги отргнеме од сите пречки и предизвици кои што ги нуди современото општество. Сакам да кажам дека ми е огромно задоволство што по втор пат сум дел од една представа во Прилепски театар и просто не можам да не зборувам за овој проект, да немам насмевка на лицето, затоа што навистина си поминав прекрасно. Пред се затоа што ова ми е прилика која што ми се случи доста брзо после мојата дипломска представа и морам да признам дека процесот со Синиша ми беше доста голем предизвик за да се отворам, односно да работам нешто што за жал на нашиот факултет многу ретко се работи и на почеток имав голем страв дека не сум доволно спремна за еден ваков тип на представа. Меѓутоа сум премногу благодарна што сите останати колеги успешно ме зедоа заедно со себе, ме повлекува со својата енергија и да, премногу сум среќна, посакувам на сите мои други млади колеги да еден ден да работат со Синиша. И да им се заблагодарам, се разбира, на веќе актерите од ансамблот кои што во ниеден момент не направија да се чувствувам како да сум, како да не припаѓам тука и за сите совети, насоки кои што ми ги дале да стигнам до крајниот резултат. Не знам колку од ова ќе пренесете во медиумите, меѓутоа пошто станува збор за многу популарен наслов во македонскиот театар, така Девојките на Марко, станува збор за познатиот роман. Нема врска со романот. Ова е всушност адаптација на Марк Камолети и неговиот текст Боинг Боинг, за да видиме на чисто. И станува збор во мојата адаптација станува збор за двајца пријатели, Марко и Војдан, двајцата од Прилеп, поточно едниот од Прилеп, другиот од Битола.
кои што се наоѓаат во Прилеп и заедно коваат еден план за една незаборавна вечер, која што претпоставам и за вас ќе биде незаборавна. Мислам, јас тоа се думав некни, си разговаравме со Синиша, немам работена комедија па 15 на години сигурно. А мислам дека и театаров немаме работена ваква класична комедија одамна. Работевме до душа со Синиша пред колку 4-5 години, да, ама јас не играв во цел процес, малку на крајот влегов и некако ми беше многу чудно, многу мислам темпото на комедијата е поинтензивно, да речеме, од драмските театарски дела што ги поставуваме и мислам дека ретко кој друг режисер би можел да не води до ваков резултат, освен Синиша, и затоа сме му бескрајно благодарни. Сакам да кажам, освен тоа што сработивме представа што се надеваме дека е фантастична, тоа публиката си кажува, добивме и еден бесплатен воркшоп. Мислам, земаме плата и добивме воркшоп, така да. Воркшоп по комедија. Не знам, благодарен сум на целата поддршка од екипата, нормално, мислам, сите заедно ја створивме работата, сите заедно сме во ова. Си поминавме супер процес и се надеваме дека и публиката ќе си поминува исто така и дека ќе има долг живот представата. Рече 15 на години, мака во класична комедија не си бил целосно во проект. Па, како изгледа тоа премени? Паралела со не комедија и комедија. Не знам, мислам не само за мене, туку и општо во наша фела, мислам во театарскиот свет е прифатено дека комедијата е најтежок жанр за работа. Мислам, најлесно изгледа, ама тоа обично што изгледа најлесно е најтешко да се сработи. И секогаш постои таа неизвестност, така ако кажам некоја шега на сцена, на проба нема реакција никаква, исто тоа може да се случи и на изведба, така и тоа да би требало да е страшно само по себе, така да не знам тој дали се работи за осет, дали се работи за искуство, дали се работи за тренинг, ама значи да се стигне до некој резултат во комедијата кој што би бил задоволителен, секако е комбинација од повеќе фактори, така да. Се надевам дека овде успеав, мислам не се надевам, сигурен сум дека успеав, имавме неколку тест представи, да, така да, публиката се смее и така натаму, а како се стигнува до тоа стварно не знам. Прашајте го Синиша, нека се врати. Со многу труд да. и верба. Да. А ова ми е мене втора соработка со Синиша, првата беше да инспектор е представа со грешки. Таму поминав мисто супер процес каде што буквално за да излезе комедијата беше мораше да ги почитуваме сите дидаскали и се што беше напишано во текстот заради некој проблем што се случува на почеток, да видиме малку подоцна зошто се случил тој проблем или малку подоцна да излезе тој проблем. Овој тип на комедија е малку поразличен. Ова е комедија на ситуации, комедија на карактери. Колку брзо се снаоѓаат или не се снаоѓаат двајца другари заедно со една куќна помошничка при справувањето со неколку женски особи, односно стюардеси. На врапите. Да. Околу процесот, секогаш и за сите колеги, ама за мене најважно, еден процес да се помине мирно и да се помине без расправи и да биде продуктивно. Овој процес беше таков, буквално... Чекај, имаме време денеска да се скараме. Да, и освен денес како не се скараме. Овој процес беше таков, мирен. Пред се, мислам, благодарение на Синиша, затоа што нормално кој во секој друг процес, кога се наоѓаш на некој недела и нешто пред премиера, те фаќа некоја паника не затоа што не си спремен, туку едноставно те фаќа паника леле до кај сме. Благодарение на Синиша се помина апсолутно мирно и помина апсолутно продуктивно. Лично мене како актер овој процес ми даде една нова сила, една нова енергија, баш заради темпото сега пред малку што го спомнуваше Димитар, заради тоа што треба сме постојано брзи, динамични и да, мозокот на актерите работи како бројчаник на бензинската, последната цифра за парите, ама во комедија работи 3 пати побрзо. Така што мораме постојано концентрацијата и фокусот да ја држиме на едно повисоко ниво во споредба
со други представи што сме ги работеле, заради тоа што, како што кажа Димитар, комедијата е па и најтешка за играње. Исто како што и гледам професионални спортисти, гледаме некои тенисери, мислиме дека ние можеме тенис да играме како него, ама не. Така и комедијата. Сега се надевам дека ќе одобиете и вие чувството дека можете да изиграте комедијата исто како нас, дека исто ќе сме така добри и професионални. Ама пред се е важно дека имаме една добра представа за забава, нешто што апсолутно му требаше на Прилепски театар, а и општо на Прилеп, затоа што нели сме познати како град на мајтапот и така натаму. И некако да ја со оваа представа мислам дека би ја оправдали, би ја надоградиле таа тежина, тоа што го носиме од нашите претходници, колеги, Џуме, Пепи, Аша, Ванде, Најдо, Чакмак, женските, жените, баби, можда, мене, не знам, Леца, Цене, да, затоа што тие беа мајстори на комедијата и имале и повеќе прилики да работат. Своевремено со Коле Ангеловски, ние сега своевремено со Синиша превзедовме малку од Коле и работиме со Синиша една тотално нова, модерна комедија, така што и товарот малку што го носиме како помлади актери, ние на некој начин не можам да кажам притисок затоа што ни е уживање работата, ама сепак носиме нешто што треба да го запазиме и да го надоградиме понатаму. Многу ми е драго за нашата соработка со Синиша, за екипираноста која што имавме заедно со колегите и уште еднаш се потврдува дека театарот е навистина тимска игра. Овој пат сите работиме за секој. Во комплетна концентрација, можам слободно да кажам дека вас ќе ви личат како грешки, ама тоа се договорени, темпирани работи кои што беше навистина задоволство да ги постигнеме за да изгледа грешка, ама не е грешка. Се е прецизно во секоја секунда, секој влез и излез. Тоа бара концентрација, бара енергија и ова представа е жива и динамична. Не е ништо поразлично од тоа колкав влог даваме кога станува збор за некоја друга представа или друг жанр. И овде влогот е огромен, со тоа што е многу потешко да насмееш публика, отколку да ја растежиш. А ние овој пат мислам дека ќе успееме да ги насмееме сите. Многу ми е драго, се надевам дека Синиша пак ќе дојде да ни биде гостин, дека е задоволен и тој од нас колку и ние од него, а на публиката само и посакувам да ужива. Поентата е како секој од нас да преземе лична одговорност и да го направи светот околу себе подобар. Во мојот микросвет, јас се обидам да го направам животот подобар на моите колеги, заедно вклучувајќи ги и мојот, така, креирајќи нешто во кое што веруваме, работејќи го она што го сакаме. И тоа е поентата воопшто, на животот претпоставувам. Така да, ете, накратко така би одговорил на твоето прашање. Се надевам. Идејата е да се префрли во тие 2 часа, час и половина колку трае, утопијата во публика и тие 2 часа да сме бабал оттошени од круг. Апсолутно, да, ние од моментот од кој ги отвараме очите, живееме во френетично брзо време, во кое што секој тип на шум, дури не е ни информација, туку шум во етерот, дозволуваме да тригерува одредени точки во нашиот мозок кои што не тераат да реагираме овака или онака, во зависност од она што сме го виделе. Меѓутоа, сите тоа се шумови во информациите со кои што се соочуваме во денешно време. Не сме ни сигурни дали информацијата која што стига до нас е вистинита или не, па реагираме на неа, па подоцна дури можеме и да се покаеме затоа што сме реагирале на нешто што не било вистина. Тоа е светот во кој што живееме, тоа е реалноста во која што живееме. Ние овде создаваме сосема поинакви светови во кои што ние веруваме и ја тераме публиката да верува и се обидуваме барем на 2 часа да ги отргнеме од црното секојдневие и да се разбереме, тука не станува збор за нашата држава. Цивилизацијски ние живееме во едно прилично темно доба, можеби најтемно, можеби потемно од темниот век, од мрачното доба кое што го учиме во историјата. 2000 години современа цивилизација, илјадници години претходно, ние се уште се бавиме со истите предизвици. Дали да убиеме или не, дали да крадеме или не, и милион вакви грди работи.
Ние овде зборуваме за убавите работи. Грдите работи се секаде околу нас и доколку не се обидеме сами да ги поправиме, ќе станат уште погрди. Тоа е тоа. Кажавте дека представата трае сат и 50 минути, Да, 2 часа. да. Голем предизвик е 2 часа да се задржи вниманието. Особено во време кога attention span на модерниот човек е 7 Како беше секунди. тој предизвик да се работи една представа и да се направи? Јас ми честитам први за што се одлучиле да работите 2 часа и мене ми е наистина задоволство. Но како беше предизвикот да се направи нешто кое 2 часа би го задржало вниманието на публика? Па тоа ни е работа. Мислам, тоа е буквално да не мистифицираме, тоа е буквално она за кое што сме ние тренирани и учени, нели сме завршиле и школа и го практикуваме фактички во секојдневниот живот. Така да понекогаш има и многу подолги представи, има и пократки, се разбира. Апсолутно се слагам, attention span на современиот човек е 7 секунди, сите се навлечени на рилови, на кратки видеа, на кратки информации и така натаму. И тоа е реалноста со која што се соочуваме. Меѓутоа, театарот е едно од ретките места, особено во денешно време во кое што за многу брзо ќе не надвладе вештачка интелигенција, или барем така делува од оваа перспектива. Театарот е уметност на моментот. И една од ретките работи во кои што во живо може да предизвикаат емоции од другата страна. И ние се бавиме токму со тоа, со предизвикување емоции во публиката. Се разбира и сите останати медиуми го прават истото, се обидуваат да ги дразнат чувствата на своите потенцијални гледачи, слушатели и што и да е, следбеници. Меѓутоа, ние овде го играме моментот и играме имитација на живот. Имитација на живот која што е најверојатно малку порозева од она реалност која што живееме. Даваме се од себе да го задржиме вашето внимание на 2 сата. Ако сме успеале во тоа во денешно време, најверојатно добро сме си ја завршиле работата. Јас се прашала технички дали можеше или не можеше, или може или не може да биде полна целата сала, со оглед на тоа што да бидат наслушани. Да бидам искрен, оваа сала е креирана, предпоставувам, уште одамна, креирана е за концерти и за митинзи. Сигурно не е за театар. Сигурно не е за театар и морам да признам, ја им се восхитувам на овие глумци и на нивната верба во себе и во своите гласовни способности, за да може да го одиграме ова на ниво кое што би ги задоволиле акустичните критериуми на оваа сала, што се прилично ниски. Така да, поентата на кратење на салата е најмногу поради слушноста на самата представа. Секако, дури сме озвучени, меѓутоа ја не би сакал тоа да звучи како радиодрама, него навистина би сакал да ги чуете нивните гласови од сцена. Па поради тоа и инсистиравме на пола сала.